изборната кампања за локалните избори, некои опозициски политичари и партии ветуваат и предвремени парламентарни избори. Голем дел од граѓаните ова го следат со чудење, а на социјалните мрежи има и негодување. Наместо да се работи за подобри улици и болници, наместо да се фокусираат на подобрување на здравството и воопшто живеачката во Македонија, тие би терале избори секој месец се додека не им се наместат нив политичките коцки. Тоа е недозволиво и е еден од многуте слични коментари на македонските граѓани. Инаку вчера премиерот Христијан Мицкоски истакна дека не сака да ги прекине позитивните економски трендови и растот на БДП со предвремени парламентарни избори. Тој вели дека го става државниот интерес пред политичките емоции. Уште нецели 4 дена останаа до изборниот молк пред локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Изборните активности на партиите продолжуваат и денеска. Граѓаните следат и мерат која понуда е подобра, но и реагираат дека очекувале во кампањата повеќе да се говори за конкретни комунални проекти и решенија за повеќегодишни проблеми во нивните општини, отколку за државни теми. Инаку прва Скопска во денешната изборна хроника ќе започне со емитување на интервјуа со кандидати за градоначалници на Скопје. По извештаите за настапите на кандидатите ќе може да го погледнете интервјуто со Башким Бакиу од Вреди. Премиерот Христијан Мицкоски утре ќе се сретне со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Тој денеска истакна дека очекува на средбата реафирмирање на позицијата дека нашата стратешка цел останува полноправното членство во Европската Унија. Некако изминативе 25 години како полека да го изгубивме образот, чекорејќи по тој пат, како малку да остана од тоа достоинство и од тој образ чекорејќи кон тој пат. Се надевам дека ќе има и спорака и од страна на Европската Унија за барем малку да го зачуваме образот пред да влеземе, затоа што со изгубен образ и достоинство ниту на нив нема да им вршиме работа, а оваа влада нема намера повеќе да губи од достоинството и образот, порача Мицкоски. Тој воедно истакна дека е добро што фон дер Лајен најави отворање на центри за вештачка интелигенција во Македонија и Србија, при што појасни дека тоа е проект кој го туркала и владата, односно Министерството за дигитална трансформација. Почина познатиот македонски музичар Владимир Блажев Панчо од дуото ДНК. Тој беше тешко повреден во катастрофалниот пожар што се случи на 16 март 2025 година во дискотеката Пулс во Кочани, пошто цело време се лекуваше во приватната болница Систина во Скопје. За жал и покрај борбата на медицинските тимови, сериозноста на изгорениците и повредите на дишните патишта беа фатални за Панчо. За подсетување, во пожарот загинаа 62 лица, над 190 беа повредени, а меѓу загинатите се наоѓа и Андре Ѓоргиевски, вокалот на групата ДНК, како и други членови на бендот. Јавното обвинителство и Коцевски да не молчат и да кажат на јавноста дали дискотеката Пулс платила казна од 40.000 евра или сепак, како што се тврди во телефонската комуникација што излезе во јавноста, Спасовски интервенирал за да се избегне плаќање, прашуваат од ВМРО ДПМН во денешното соопштение. Од партијата додаваат дека доколку казната не е платена, Спасовски итно треба да е повикан на одговорност и целата постапка да се истражи докрај. Доста е со калкулации, со заштита на моќниците блиски до СДС. Потребно е конечно да се стави крај на политичките влијанија во судството. До кога ќе молчи обвинителството и Коцевски, прашуваат од партијата, додавајќи дека одговорност мора да има за секој кој е инволвиран во случајот со дискотеката Пулс. Согласно со Законот за празниците на Република Македонија, до крајот на 2025 година остануваат уште 2 неработни дена, односно празнување за сите граѓани на Македонија. Првиот ни доаѓа следната седмица во четврток, кога ќе го празнуваме 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, а последниот е понеделник на 8 декември, кога се слави големиот Свети Климент Охридски. Инаку за граѓаните од католичка вероисповед неработни денови ќе бидат и 1 ноември и 25 декември. За албанците неработен ќе биде и 22 ноември, а за турците во Македонија 21 декември.
Под влијание на серија на влажни воздушни бранови од Медитеранот, од утре попладне и навечер, но и во следните неколку дена во Македонија, ќе дојде до поголема промена на временската состојба. Ќе има зголемена облачност на повеќе места со повремени врнежи од дожд, како слаб до умерен ветер претежно од северен и од североисточен правец. Во Скопје и околината во следните денови исто така ќе има поголема промена на времето со зголемена облачност, повремени врнежи од дожд и со слаб до умерен ветер од север. Температурите ќе бидат во опаѓање, а максималните дневни температури ќе се движат меѓу 11 и 17 степени. Во Скопје максималната температура во следните денови ќе биде 15 степени. По 2 години од бојкотот на локалните избори, Српска листа повторно ја презема контролата во општините со мнозинско српско население на северот на Косово. Председателот на партијата Златан Елек изјави дека ќе има двотретинско мнозинство во сите општини. Од друга страна, мандатарот за премиер на Косово Албин Курти, кој доживеа пораз на локалните избори, со месеци се мачи да формира нова влада. Тој истакна дека ако не се постигне договор до 26 октомври ќе бидат организирани предвремени парламентарни избори. Хрватското министерство за одбрана најави дека од 1 јануари 2026 ќе воведе задолжителен воен рок, а основната обука ќе трае 2 месеци. Претходно се очекува дека законите за одбрана и за службата во оружените сили ќе бидат изгласани во парламентот до почетокот на декември. За време на обуката ќе се спроведе и медицински преглед за способност, но без тестирање на дрога, поради правни ограничувања. Во регионот претходно и Србија одлучи да воведе задолжителен краток воен рок за својата младина. Американскиот председател Доналд Трамп објави дека војната во Газа е официјално завршена по постигнувањето на договор за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас. Во рамките на договорот Хамас ги ослободи последните 20 живи израелски заложници кои беа киднапирани во октомври 2023 година, додека Израел ослободи околу 2000 палестински затвореници и притвореници. Ослободувањето беше проследено со масовни прослави во Тел Авив, Рамала и Газа, каде семејствата се повторно обединети по 2 години. Во војната загинаа над 68.000 палестинци и околу 1200 израелци. Продолжува економскиот конфликт меѓу Соединетите Американски држави и Кина. Двете најголеми економии во светот од денеска си наметнуваат пристанишни такси на товарни бродови, кои превезуваат од играчки до сурова нафта. Кина објави дека ќе воведе посебни давачки за бродови во сопственост на САД, управувани од САД, изградени во САД или бродови што пловат под американско знаме. Претходно официјален Вашингтон објави дека ќе воведе пристанишни такси за товарни бродови во сопственост на Кина и за бродови изградени или кои пловат под кинеско знаме. Ова, како што беше соопштено, е со цел да се намали доминацијата на Кина во глобалната бродска индустрија. Наместо обраќање кон јавноста на националната телевизија, председателот Андри Раджоелина го напуштил Мадагаскар, откако елитната воена единица што го чуваше се свртила против него. Медиумите пренесуваат дека побегнал со француски воен авион. Францускиот председател Емануел Макрон изрази голема загриженост поради ситуацијата на Мадагаскар, но демантира дека председателот избегал со француски воен авион. Во Мадагаскар веќе неколку месеци се одржуваат протести предводени од генерацијата Z, кои бараа промени во власта. Градските власти на Валенсија издадоа серија безбедносни препораки поради силна олуја со грмотевици и молњи што ја зафатија Шпанија. Граѓаните се советуваат да не излегуваат надвор, да користат течна вода за време на невремето, да не се тушираат, мијат раце или садови, бидејќи водата може да спроведе електрична енергија, а молњата може да помине низ водоводните цевки. Државната метеоролошка агенција во Шпанија секоја година регистрира околу 1,3 милиони удари на молњи.
Само од 9 октомври во Валенсија биле забележени 249 удари на молњи кои ја погодиле земјата. Во јужниот регион Ел Калоа во Венецуела рудник се срушил по обилни дождови, а најмалку 14 лица загинале. Тимови за спасување работат на терен со цел да испумпаат водата од јамите, затоа што прво мора да се спушти нивото на вода пред да продолжи спасувачката акција. SpaceX успешно ја тестираше својата најнова ракета Starship во Тексас. Ова беше 11-ти тест лет на леталото кое Илон Маск го предвидува за транспорт на луѓе до Марс во блиска иднина. Starship е најголемиот ракетен систем некогаш конструиран, а претходно 6 од 10 тестови завршиле со експлозии. Маск се надева дека до средината на 2030-тите ќе може да се воспостави човечка колонија на црвената планета.